Благодарам, навистина инспиративно и би сакал да ви честитам на презентацијата и на иницијативите и на прирачникот. Да честитам на организаторот Македонски Телеком. Ова е втор пат како сум присутен на еден проект кој што се однесува на млади, каде што се вклучени млади, каде што млади покажуваат што знаат и како можат да работат, и секако на нашите партнери УНИЦЕФ, некако партнерски и ние со Министерката за образование и наука соработуваме одлично и мислам дека ова е еден интересен четворен хеликс. Така што навистина ми е големо задоволството што сум тука. Оно што ми остави најмногу впечаток, морам да кажам, е тоа што нудите како иницијативи и онлайн, ама и офлайн активности, или и онлайн алатки и офлайн алатки кои што постојат за заштита на младите луѓе. Дел ми се допадна и анонимното копче или онлайн формата за пријавување, но секако и обуките, презентациите кои што би се работели и со родители и со млади. Секако сте во право. Таа реченица некако често ја повторуваме, дека родителите не се научени да можат да се справуваат со овој вид на сајбер насилство и сајбер булинг, затоа што можеби не постоел во времето кога тие растеле или тие се воспитувале, а сега е некое друго време кое што го носи овој голем предизвик. Затоа е многу важно да се работи и со родителите, и заедно со сите како партнери, училиштата, педагозите, стручните соработници, секако и најмногу младите. Ние како министерство веќе една година го реализираме проектот Центар за безбеден интернет и веќе сме со млади луѓе и некако овие лекции кои што и вие денеска ни ги презентиравте и ние некако ги учевме во текот на изминатата година и многу сум среќен што тој проект ќе продолжи следнава година и продолжуваме со уште еден проект во разговор со Македонски Телеком. И тој проект ќе значи исто соработка со деца, работа со деца на овие прашања кои што вие денеска ги покренувате, да ви посакам да бидете исто вака аналитични, созреани, паметни како што сте го одработеле овој дел или почеток, да речеме, од проектот и да успеете да стигнете до што повеќе ваши врсници, да ја поттикнете иницијативата, да ги поттикнете младинските правобранители или ученичките правобранители, да најдете начин како да комуницирате со нив, а ние ви стоиме на располагање како институции и моето министерство, секако Министерството за образование, да ви помогнеме со дополнителни алатки кои што сметате дека би ви биле од корист. Уште еднаш да ви честитам, да честитам на организаторот и да се гледаме вака за паметни иницијативи.